Петок, 28 април, кратки вести во 12 часот. За продолжениот првомајски викенд, хотелиерите очекуваат исполнетост од 70 до 80% на сместувачките капацитети. Најбројни ќе бидат гостите од соседството, како и домашните посетители, а периодов актуелни се кружните тури пред се со туристи од Турција. Исполнетоста е добра и повеќе од очекуваното, па може да се каже дека ќе имаме и добра туристичка сезона на Охридското крајбрежје, вели првиот човек на Хотам Крсте Блажевски. Холандјаните и годинава остануваат најбројни на ривиерата со редовни чартер летови на туи Холандија. Новина ќе бидат чартерите на туи Англија, а поголем број туристи од Србија се очекуваат со авиолинијата Белград-Охрид, што стартува на почетокот на јуни. Заокружена инспекцијата во Охридско-Струшкиот регион на представниците на Бернската, Рамсарската и ЮНЕСКО конвенциите во земјава. За Охрид во фокусот беа нелегалните градби, животната средина, студенчишкото блато и урбанистичкиот план Горица Север. Експертите порачаа дека освен Охрид и Струга мора да ги почитува препораките за зачувување на статусот на Охридскиот регион, потенцирајќи дека бројот на дивоградби во Струшко е голем. Струшкиот градоначалник пак за целиот овој период тврди дека во Струга нема дивоградби. Следен состанок што се однесува на Бернската конвенција е веќе закажан за крајот на декември, кога врз основа на увидот што представниците го направија деновиве, ќе добиеме дополнителни мерки и препораки за спроведување во следниот период. Во теќе инвентаризација на пештерите во заштитеното подрачје Национален парк Галичица, експертски тим од истражувачкото друштво Урсус Спелеос од Скопје спроведува спелеолошки и биоспелеолошки испитувања во пештерите на Галичица. Целта на истражувањата е конзервација и заштита на пештерските екосистеми од негативните ефекти на климатските промени. Активностите се во рамки на проектот Заштита на пештерските екосистеми и загрозените растителни и животински видови во Националниот парк Галичица од негативните ефекти на климатските промени. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува умерен северен ветер, максималната температура во Охрид до 17 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик, технички реализатор Реджеп Селман.